да ви го представам и мојот прв гостин, тоа ќе биде Јанко Бачев, долго години со префиксот разузнавач, потоа непожелен во МВР, денес актуелен лидер на вонпарламентарната партија, Народно движење за Македонија. Значи, првото добре дојде, веднаш ќе го кажам, бидејќи господинот Бачев е веќе тука подготвен. Добре дојдовте во мојата рези. Добро вечер за гледачите на Скајна телевизија. Јас само да го представам и вториот гостин, бидејќи рекове водам помеѓу политиката и актерството, потоа ќе се дружиме со Александар Микич, еве по втор пат добитник на нововостановената престижна веќе актерска награда Амфи. За почеток, ајде да си ја проверам јас тезата што ја поставив еве во мојот денеш вечерашен вовед. Дали можеби вам ви се случило да се откриете или разоткриете во времето на вашата контрашпионажа, да се откриете пред противникот со некој ваш можеби гест или пак обратно, дали сте се нашле во некоја ситуација каде што со некоја мимика на нервозниот противник сте ја откриле тајната? Па еве за почеток така една мало дополнување на моето представување. Точно е дека новинарите при моите политички настапи често ме ословуваат како поранешен контраразузнавач и јас ги сваќам тие нивни заложби, бидејќи сметам дека со тоа нивните новинарски коментари добиваат една поголема тежина во нивните медиумски куќи. А во однос на второто прашање околу непожелноста, само една мала исправка. Јас 2002 година, некаде почетокот, кога формиравме Народно движење за Македонија, излеговме од МВР, а тоа се со цел, како што кажавте, јас работев во таа служба или сега за моја среќа или несреќа, јас ги видов сите тие предавства што се случија во 2001 година од тогашниот македонски државен врв и тие силни болки кои што ден денеска ги чувствува македонскиот народ, бидејќи ние во таа виртуелна војна фактички самите себе си се победивме, а не од дека имавме некој моќен непријател на другата страна, бидејќи во стартот тие 500 бандити, терористи, беа толку околу 500 бандити кои што се одметнаа во планините и македонската служба за државна безбедност знаеше се практично за нив кои се, колку како се, ги студирате лицата? Каде се студирате ли ова ја што ве праша? Па се знаеше во тој дел македонската служба добро се изврши работата, се знаеше, но сега тоа веќе повеќе јасно име на македонските граѓани, отсуствуваше таа енергична акција на македонскиот државен врв и македонските политички елити, двете најголеми партии во тоа време едноставно се гледаа меѓу себе како непријатели. Буквално не ги спои ни војната, не седна заедно да се договорат и да ја бранат државата. И, како што кажав, гледајќи ги сите тие работи, излеговме една група ентузијасти и ја формиравме Народно движење за Македонија, а околу тие конкретни работи во мојот професионален век, така да кажем, од 10 години во МВР, се користени сите тие методи што ги користат тие класични служби за работа и тука нема ништо ново. Така. Знаете, кога за соговорниците ни се вакви личности, тие се скокотливи соговорници и особено интересни за јавноста, нели оние лица кои ги знаат полициските тајни. Но можам ли јас еве полека да ве воведувам во мојата емисија, а да ги допирам вашите служби, па да ве прашам во тоа време дали располагавте со колку тајни станови располагаше службата за безбедност? Видите се, тука мора да се направи дистинкција во јавноста да не се стекне еден погрешен впечаток дека нашите заложби да ги разоткриеме тие злоупотреби што се правени во македонската тајна полиција или сите грешки што ги правил македонскиот државен врв, тоа не треба да се поистоветува со тие тајни што се Збориме за функционирањето воопшто. Тоа не треба да се поистоветува со тие државни тајни кои што се од интерес за самата држава. Оти сега едно е, да кажеме, вие да собирате податоци од интерес за државата, кои што носат нека доверлива тајна, а друго е, да кажеме, кога таа служба е злоупотребувана и со години наназад ги следела, ги прислушкувала своите идеолошки противници. И тука веќе тоа кажување во јавност не значи оддавање на државна тајна, него тоа е еден прилог кон расчистување со сите тие злоупотреби со цел да не се повторат на македонските граѓани. Функциониравте, нели знам дека службите имате, ве читаме и дека по тајни станови некои средби се случували. Имавте ли можеби некои дами за намамување? Како тоа функционира? Каде се прислушните апарати? Попрецизно ги викаат конспиративни станови на службата. Тие ги има во градот Скопје и како што кажав, таму се обавуваат некои, како да ја кажеме сега, побитни разговори со работници на службата. И тие станови обично, да кажеме, за да остане така некој примерок како доказен материјал, се озвучени со камери, се документира овај разговорот. И не се ништо посебно од другите обични станови.
секој ден начин на функционирање. Инаку јавно е познато дека нашите актуелни мегапартии располагаат со такви системи за следење и за прислушкување, на меѓусебно следење и прислушкување, и исто така дека имаат и своји неформални кодоши. Па видите, се почна со тоа самостојување на Македонија 1991 година, кога тогаш македонскиот државен врат наместо таа служба да ја насочи кон стратешкиот проблем што го имаше Македонија, што се појави така начинот спор со името со Грција, и наместо службата да се засточува во таа насока да прибира сознанија, бидејќи во светот сите нормални држави, нивните политички водства, своите тие надворешно политички активности ги темелат токму на извештаите на своите разузнавачки служби. Не случајно американскиот претседател секој сабаља првото кафе го пие сутрин на ЦИА, или како што е попластичен на рускиот премиер Путин кога вели дека еден разузнавач може да ја реши судбината на илјадници луѓе, значи побитен од цела една армиска, да кажеме, бригада. И во таа насока, како што кажа, во тоа време имаше еден спротивставен така концепт на службата. Нашиот тогашен државен врв се определи да воведе една линија, кажа, на македонски екстремизам и врховизам, преку која фактички се следеа домашните политички неистомисленици за своји политички потреби. И тоа траеше, можам да кажам, дури трае според моите сознанија и до денешно време. 1998 година дојде до промена на власта, но тогашната владеачка партија исто набави некоја софистицирана опрема од Израел и сега наместо за прислушкување. И моите сознанија кажуваат дека наместо таа опрема исто така се користи за државните националните интереси, исто била тогаш насочувана за прибирање сознание пак спрема своите политички истомисленици. Значи тоа е една константа во нашето политичко живење, нашето секојдневно соочување со тие служби. Добра прилика беше со тоа да се расчисти ако заживееше лустрацијата, но за жал пропадне тој процес. Значи, за кодошите и за лустрацијата ќе се задржиме нешто подоцна. Сега сакам да ве навратам всушност за оној што ве поканив во мојата емисија. Деновиве медиумите објавија новата платформа за решавање на грчко-македонскиот спор, која е подпишана од вас и од Владимир Голубовски. Но пред да ми ја елаборирате и објасните платформата, забележав дека објавувањето е финансирано од Сорос. Да. Во владината коалиција, така наречените сороиди се, еве под наводници да кажам, персона нон грата. Видите, јас тоа дојде сосма случајно да фондацијата Сорос ја финансира нашата стратегија. Јавноста се сеќава пред едно 2 месеци Сорос организираше една трибина демитологизација на војната од 2001 година. Да. Така една со по-голем број на учесници. Ја бев учесник во таа средба кога се зборуваше, дебатираше за расветлување на таа, како така да кажем, договорена војна од 2001 година. И во таа прилика, после завршувањето, јас така случајно му придов на Милчин и му кажав дека, повеќе му предложив дека кога веќе ја печатеа стратегијата на пратеникот Андов, исто така преку фондацијата Сорос, и го прашав дали е можно фондацијата да ја финансира и оваа најнова стратегија, што е поднесена во собранието. Тој ни рече во ред поднесете си барање за донација и ќе го разгледаме на нивниот управен одбор. Поднесовме барање, го одобрија и викендов за великденските празници одеше во медиумите во 100.000 примероци. Да. И еве во оваа прилика да изразам една благодарност.